Драги наши гледачи, добри дојдовте во нова епизода на 180 степени. Поздрав до сите кулинарски ентузијасти, поздрав до сите оние чие внимание го задржуваме на телевизија Телма. Се надеваме дека ве едуцираме, се надеваме дека епизода по епизода стануваме се поинтересни. Тука тензијата расте, тоа го чувствуваме, се надеваме дека пред малите екрани се пренесува истата енергија. Поздрав до Александар, добри ни дојдовте, Лука, Дејан, Ана и Сара се денеска на преварувачите кои што се спремни за фери спортска борба на темата, дали предпоставувате, тестенини или популарно наречено паста. Да, денеска сум добро расположена, така да мислам дека расположението ќе ми биде во прилог. А јас најдобро мислам дека спремам месо, меѓутоа и се друго што и да почнам да спремам, така, ново ми испаѓа, што знам. Сега, за пастата ќе зборувам со двајца мои драги гости, за кои што би рекол дека од кулинарските клупи се преселивме во жири комисија денеска. Така да ќе уживам со мои двајца драги другари, ќе дискутираме за паста. Едниот од нив можам да кажам дека готвењето му е пасија, сериозно се занимава со сериозна професија и е многу успешен во истата. Ќе оставам он да ви открие, слободно користете две прашања. Комисијата ви одобри 1 час за подготовка на тестенини по ваш терк, со ваш печат. Ви дадовме добри насоки пред почетокот, значи користете, можете генерално само брашно и вода, ќе добиете резултат. Меѓутоа, тестенината, северниот дел на Италија, одлучиле да збогатат со јајце и така натаму. Речиси 90% од свежите тестенини содржат јајце. Сакаме квалитетен сос, сакаме убав сооднос на сосот у однос на тестенината. Нормално, тестенината не сме да биде преварена, внимавајте. Критична точка би било таа. Сервирање нормално со ваш дизајн, со ваша креација, со ваша презентација. Ако сме спремни, ако немате некој прашање во оваа фаза, јас би ги најавил моите драги гости. Супер, одлично. Се надевам за нов предизвик денес, па ќе видиме. Денот супер ми беше, не знам, по дома нешто работев на компјутер, цртав некоја комада и така се спремав да дојде моментот за да дојдам тука. Драги надпреварувачи, во жири комисијата, првата и последната клупа во гимназија Јосип Броз Тито, генерација 96-2000, мои драги другари, Васил Папестиев, Владимир Христовски. Голем аплауз за молам. Да не должам, ќе кажам во кратки црти, ова ми се најдраги луѓе. Имавме една епизода претходна, од која што сме многу задоволни, излегоа 5 сериозно добри креации на тестенини. Некој за нијанса послави и мора за жал да одбереме и да испратиме некого да замине во елиминацијската епизода. За Васо накратко ќе кажам, пастата му е пасија, многу деликатно непце. Владимир Христовски можда и не му е омиленото јадење паста. Во некоја месна епизода ќе биде главниот фокус на неговото судиско око. Сега е битно да му погодите паста која што се спарува со камник вионје. Денес се осеќам малку поспано. Уморен, али возбуден сум за емисија. Пред да дојдам се правев ручек, па веќе може да се каже дека сум форма за денес. Се надам нема да бидам преморен и спремно. Може да се каже дека најстрог критичар на моите јадење сум самиот себе. 1 час добивте од нив, 15 минути плюс, сосема доволно време, нека почне сега.
на кратко да ги поздравам и спонзорите. Рамстор ве облече во овие супер комфортни, квалитетни маички. Поздрав до Рамстор. Да ги поздравам нашите пријатели од Президент. Президент се грижи за кулинарското училиште, се грижи да имате секојаш најквалитетни млечни производи. Во секоја епизода Хаут банка, голем поздрав до Хаут банка и голема фала на Мак Петрол, што возможи една супер интересна награда и компанијата Витаминка. Како ти кажа, Васо, не да почнеш боле од тврда, да идеш кон мека. Па, јас на трет пут кажувам некој сос. Вајда нешто ке крчка, се надевам меори, нешто ова. Не знам што ќе се готви, ама се надевам нешто интересно. За овие елиминации не би се дал. Ја еднаш бев, не сакам да звучи лошо, ама ќе дам се од себе да не отидам. Наједноставна паста на папардели со томатов сос, да, со малце со чили. Благо е љута и немаше ништо да не. Да, класиката, Да. изведена совршено. Тоа сватив дека едноставното е сегаш пубаво. Ете, штом тоа ти останало во меморија, значи класиката кога е изведена на перфектен начин е секогаш. Јас се слагам. Јас се слагам и ја мора да кажам дека многу е битно, според мене, јас се сеќавам на една моја посета на еден ресторан во Америка, кога ми направија Алфредо паста во пармезан, знаеш, и колку е тоа свежо, и во моментот како се подготвува шефот, одма ја врти и ми ја сервира, значи, исто е многу битен детал. Дали ја знаеш Размислувајте на тоа. приказната како настанала таа рецептура на Алфредо? готвење во пито од пармезан? Так. Известна година, не сум сигурен која, Так. се уништуваат 100 и нешто илјади пити пармезан Так, во Италија. так. Ако питата пармезан распука, она губи од својата време. Да, да, да. Не можам да се сетам како се вика готвачот кој излегува на телевизија и промовира нов метод на малечко. на припрема на ризото Така. и на паста. Сече пармезанот на пола Так. и готви во Гениално. него. Да. И после тоа тоа е нешто што сите го Гениално. И ден денеска е многу популарно. Да. И ден денеска е многу И популарно. спасува практично 100 и нешто илјади пити пармезан. И спасува неколку села од банка. Да. Проблемот направен предност. И воспоставен нов тренд на послужување на паста. Сега, јас што би сакал само уште еден совет Само вака. водичка маца на раката стави. Внимавајте пастата што ќе ја послужите, свежината на истата, значи така, Ова личи добро. тоа личи Скората веќе совршена. окей. Свежината на истата, можете овој пат малце да ризикувате и директно од тава. Служите. Зашто не? Имате количка, така, можете да подготвите пред нас. Внимавајте, немојте да го премесите, добре. Еле, уште имам желба да се готви нешто благо, искрено. Не мислам дека ќе се покажам дека сум најдобра, но само некако ми осте натар, дека сакам да готвам нешто благо. Или уште малку уште малку треба. Уште малку меко е. Значи мека страна е, ама добро. Мислам дека до сега Сара има најдобра. Можете да допрете на Сара. Вака негде би требало да е тврдо. Може и потврдо уште малку, нема да биде проблем. Да. Али Сара, не сум сигурен дека е доволно измесено. Добро, после ќе мораш на машина да го Уште 5 минути. да го изгладиш тоа. Па, јас сум архитект по професија и архитектурата е баш да миксот повеќе работи, повеќе уметности, така што самата уметност што носи архитектурата мислам дека е одлична за оваа професија. Може би не секогаш, но 90% од времето е клучно за добрата храна, затоа што лошото расположение секогаш се одразува на храната. 10 минути пројде, така? Еј, именцата кај се? Денеска не сум спремала ништо. Денеска одмарав, собирав енергија за
емисијата. Па мислам дека добро ќе поминам и денеска. Да. Сара, може ли да следвам? Си живе и здрав. Така нешто. Мислам дека нешто бешамелно што така, ама ќе видам. Разликува. Да. Да. Класично. Скроз класично, најчисти. Со тоа што малку го запеков биберот, го истолчив и го истостирав малку за да добие на интензитет. По мене така ми е добитна комбинација. Да. Па и три нешто. Жешко. Кујна, тоа ти е жешко. Можеш да ми кажеш дека е едноставно, ама најтешко. Жешко кујна. Да, секогаш, да, точно. Добре, сланиче, опушти малку. Само пази понекад. Не. Со оглед на тоа што вчера вечерта до покасно седев, малку без енергија, меѓутоа ќе видиме, ќе го тераме денес. И ако сум у добра форма, ако не сум, меѓутоа ќе мора да се вратиме, ќе се сконцентрираме и мора да направиме предизвик. Тоа. Да, треба да врти. Малце нека циркулира воздух околу нив да ги засуши. Така. Успеа на со спалењето? Ќе видиме. Ќе беше на... Не ми ги сечете масите иноксни. 300 евра маса ќе фактурирам, после се сече на даска. Океј, се сече на даска. Ниеден метал на светот не е радиосувачки. Праше на време кога тој засекте радиоса. Ова е стенлес, ама не е тотално не е радиосувач. Да, уште една. Ваче, кажи нешто за твоја искуство вака од најдобра паста што ти јадала Евасо, сподели со нас. Негова паста од Италија. Кај се најдобра паста вака? Кој ти оставил впечаток? Многу паста не на рачун да јавам. Добро. Најдобро искрено тука се недел школа. О, каков комплимент, шефе. Благодариме ми се. Тоа и твоја заслуга е. Баш вакви се прави големо тесто, се мачка едно цело и после само се сече, знаеш, равиола би требало да има малку повеќе неутрален дел кој што ќе биде само со паста. А овие сега ви кажам како се викаш оваа форма. Ќе помага некој за машинава ќе ми падне? Дејам на добар пат. Лука да видам премпре. Кој ќе ми помогне за суши машинава? моментално. Што ти треба? Па ми падна ова соткачи, не можам да ја закачам. Не знам како. Пекорино, биберче малку и жолчки. И тај има да ми стане машина, ке тебе има Мене ми било, така што мене. Тоа ми следно директно пастата и после во пастата. Не е права сланина за... Не е квачале и не може да биде толку мрсно за да пушти таква мрсноќа. Меѓутоа ќе ја префрлам пастата планирам. Тука малку да ја доварам практично. Значи кидам таму кратко да се вари. Значи пред ал денте.
Па после овде ќе со вода од неа кога ќе оправам сосот да добиеме. Тоа ми е идејата, па сега ќе видим. Денес некој ми се прави паста. Дали ќе биде домашна или веќе сува паста. Би бирал повеќе сува паста, веќе од домашна имам правено еднаш-два пати само. Но тоа би сакал да го готвам. Омилена паста ми е алио е олио, тоа е првиот рецепт што го научив да готвам. И докој правиле паста, би ја правил таа. Да, за да може да лесно да ги Да ги изведем. Чекај, имам уште. Стави ги сита. Нема разлика што да ги Чекај. Го направим, што ќе направам. Може таму кај тебе Сара? Ова да го стечам, да ме стане за стечење? Може да ме викате. Ме спаѓа. Само ја ви додам уште малку вода, нели? Па позитивно добар. Се дружам со добри, вајланак е добар. Може и боле стално. Почна да се мешам у штипки пепел. Ги измешав брзините. Значи, кој е боле? Па, друг од редо е кој е дали е солено благо, ама идеме на горна граница да моето е последно. Ви кажав дека е исто многу битно што ова е можно посвежа пастата да ја принесете пред нашите гости. Што се случува, како иде тука во сос, е окей? А добар паста, одлично. Како би ги оценил на преводачите како аматери, што би рекол вака од твое око? близу професионалци. Видете како комплимент добивте? Карбонара знаеш, водата од пастата. Така, водата од пастата и нормално трпение, тоа ти е малечко. Добро. Добро. И ова исто деглазире го? Да. Ова е вкусот, така е. Колку стаи спанаќ на 100 грама? 30 грама. Со ова можам да си играм? Со тоа не можеш да си играш, со тоа можеш само да добијам да видиш она. Да, тоа е за играње лего, а ова е за сериозни играчи, ова е за сериозни игри. Неколку капки ќе имаме дали има. Чек имаше црно. Еве го криете позади биберот, повели. Фала ти. Повели сам, дај си завршен печат, порцијата, идеално за завршеток. Дома стандардно шпагети готови, меѓутоа не значи дека нема се обидам сега понатаму. Гледам дека е можно и ќе пробам во секој случај. Веќе ја знаеме, имаме основата, знаеме што е, каде е, како е и така. Како рековме, тоа што иде за директна конзумација, ракавица. Ајде, одиме, рачистувајте. 20 секунди. 10. Сите паѓате на организација денеска, али и готово. Стоп, поставите 8. Овде може да речеме дека имаме фаворит за организираност и чистота. Почнеме од Ана повели, така е, почнеме од Ана. Успеа да направиш паста со спанаќ, секоја чест. Задоволна сум од целиот резултат, меѓутоа така имаше некоја напнатост. Дали ќе успеам да сервирам како што сакам јас,
така и на крај малце во сервирањето промашив, што нема време, кога веќе истекуваше последната минута, нема време да го измешам сосот со тестенините и да пробам на вкус во однос на соленост. Нешто да споделиш со нас? Прв пат правам вакви тестенини од почеток до крај. Задоволна сум од искуството и од тоа како ми излега. Може би се посуви од аспект на сос, ама ајде ќе пробате. Тоа што се просуи аспект на сос ја истакнува техничката на ова подготовка која што се гледа одлична. Да. Така ништо страшно, идеме, Влаче повели, пробај и дај намо. Јас и дома кога спремам, најчесто кифли ги правам зелени со спанајк. Браво. Тоа ми е пракса. И сакав и тестенини да направам на овој начин. Колку јајца стави? Едно, Едно. да. Мало јајца. Само едно не ми јасно. Што е сосот? Пропржив печурки на путер со бибер. Направив бешамел сос со млеко и во бешамел сосот ги ставив печурките. Океј. Да. Малку фали карактер на сосот, инаку пастата е за свежа паста и за поминати речиси 27 минути од кога е подготвена и повеќе. Пастата одлична. Благодарам. Пастата одлична. Сосот е онака, веќе модерен. Фали, да, малце. Му фали карактер малце. Полајте. Да. Требала само Повеќе сос. пола паста од да ставиш. Може Само би. паста требала да научиш. Ништо Може би. Веќе мораме да бидеме спремни да прифаќаме секаква критика, замерка, да се трудиме да бидеме подобри, да бидеме пофокусирани. Повели Дејан, Па спремив ништо советите од вас што ги добив за пастата, пошто прв пат правиме паста ручна, а сосот е ништо патлиџан со лукче, малце газирано. од твоја душа, со твој печат. Тачно. Ала Дејан. Тачно. Може да ја викаме Ала Дејан? Ала Дејан, може. Готово. И вака ми се згледа. Ајде, вака само да ви кажам дека чест ми е На здравје. што сум на иста вака маса судиска со вас двајца. Ајде да пробаме паста Ала Дејан, Влаче повели. И има малце сланина измеѓу кај што е не доминира, али нешто да се осети на Да даде непце, она. да даде некој вкус. Вајда допринесе тоа нешто што го познавам од таа италијанска кујна, сос, амитричана, паста, рачно правена, сушена, па. Имам играно со тесто. Така да, ама не на ваков начин. Со машинка, па ќе вриеме. Да речеме дека можам да кажам коре доле дека разбирам што е добро, што не е добро. Во однос на пастата сега. Денесното беше паста, така да сум задоволен. Некоја оштрина на целата. На никој од вас не ви текна да додајете маслиново олје пред служење. Па ставив јас, ама Преслужење не. Можете Преслужење. кога на преслужење па не послужење јас. Нема лоша паста што не може да се поправи се со добро поправи со добро маслиново. масло. Така е. Се слага. Си остава една дебелина пред најтенкото, така или две? Па, Оведно. една. На 5. Не е петка, една, не е седмица. Не е седмица, па е сигурно. Така. Исто. Супер. Паста сува, по-алденте зготвена од Ана, бидејќи подебела е и си дозволил Да, со тистото малце и си смисата дал игра шанса со самата дебелина и да биде Малце по-алденте, да така, се е, чувствува така. на зап. со правци се разбира од професорот. На 2,5 минути така. Добро. Премногу паста, односно сос, не иначе добро е. Добре, си користел пасата од она стаклена тегла. Стаклена тегла, па Тоа е со- вкусот. Знаеш, мораш таа малце да ја оплемениш.
Па да, имаше Босилек има? Има босилек суф, има Ја не го макдоналдс, осети, ти осети? лупче пред да се Нане? И нане имаше? не, русмарин, мајчина душица и босилек, суф заче. Цара? Здраво, јас денес за вас приготвив панулини. Сосот ги искомбинирав со мојот омилен сос, што е спанак со рикота и оревчиња. Го избрав бидејќи оревите мене секогаш ми се убава комбинација со вино. Конкретно, тоа процесот со да ја направам пастата до финален производ го имам правено повеќе пати. Иако најчесто може би правам лазањи поредко друг вид на паста, но месењето на тестото, како што реков, татко ми обожава да меси тесто и обично тој го прави. Тој дел, а потоа јас го превземам за финиот дел од работот. Дефинитивно, мислам, стварно добивме супер совети, мислам дека убаво се снајдов со тестото и да, можам да ја пренесам традицијата и натака. Како ја нарековме оваа паста? Анулини. Браво, научивме нешто. Анолини. Много е тешко фил паста да се направи. Некако не сте ми храбри со зачини денеска. Да речеме, солено е на граница, Ама не се осеќа. ама нема некојаоштрина, нема нивоа на вкусови, она да пробаме што бум, најпрво да не експлодира, да има комплексност на вкусови, него е некако све е многу до сега едно ниво. Треба ти признам дека нема да се стопам. Да? Ја не осетив Мене ги ништо. занади. Има шумски вкус. Затоа сме тука, да се Ајде да дајме уште еднаш. Не, така е. Да дајме уште една шанса, лоче. Ми се допаѓа текстури две што имаш, има крцкавост од оревите, тоа многу ми се допадна. Меѓутоа да знаете, све што правите полнеш или што желирате, губи минимум 20% од својот интензитет додека го пробувате. Значи слободно направи поинтензивен полнеш. Пастата ќе го симне на скалата на интензитет. Да, па јас уште кога го направив сосот го пробав и тогаш ми беше превише дури интензивен. И се допаѓа затоа што ги запече малце. Да, ги тостирав. Ги тостираше, е така, што ги запржи и оревите и што самите анолини малце на маслинови запржи, тоа дава исто добар шмек. Ти благодарам. Треба малку да се пополни, веројатно. Па добро, да, али за тоа време што го имавте прв пат така правиш нешто полнета паста? Па да, само прв пат, инаку имам заедно со повеќе луѓе, да речем, правено. Браво, храбро. Храбро и не само храбро, него и добра изведба. Добра изведба, сега за вкусовите, можело повкусно, али се на се ако земеме во тотал сите околности, добра изведба. Фала ви. Лука, Денеска припремив паста е алио е олио. Класика, една од најкласичните пасти во светот. Лукче фузирано со маслиново масло, малце сува пипрка да додаде некој шмек, лимон и свеж магдарус. Ајде. Што ти текна да ни сервираш во ова навидум бакарно, метално? Јас Тавче. обожавам да сервирам метални тапчиња, мислам дека тоа е Дали мислиш дека за паста е метал или повеќе би била некоја порцеланска чинија по-соодветна? Мислам дека е стварно вкусо и јас лично повеќе би сакал во метал. Повеќе ми е како стара италијанска кафана, така ми имат сервирано на мене. Метал. традиционалните рецепти се најтешки за нас. Мислам дека затоа што сите ги знаеме, сме ги пробали. Се што се експериментира, прв го пробуваш па мислиш дека добро. Ајде вака го сакаш. Ајде, Лото. Ова е за јајца больше, мислам. Не, французите имаат таа пасија кон бакар. Знаеш, и у секоја француска кујна се наредени оние бакарни. Добро, тоа не значи дека не може да пробуваме. Не, ќе помине, ама некако ладно делува, знаеш, паста толку во метал. Пастата, како паста не е лоша, меѓутоа овој се зачини фани сол. Моје мислење е дека треба да се истакне квалитетно маслиново масло. Коректно е. Само имам замерка за количината. Нели рековме Да. 100 грама паста. Овде имаме многу помалку, еве 3 половични
да речам, залчиња. Моја мислење е дека ви изгледа помалку, бидејќи другите се многу поголеми. Денеска може би изгрешив во сервирањето. Сметав дека е окей. Други не сметаат, тие што требаат не сметаат дека е окей. И може би требаше да обрнам повеќе внимание да исчистам страницата на место помагам. Али тоа ќе знам за нареден пат. Пастата е многу коректно смртила. Да. Мислам дека има премногу масено луѓе на неа. Моје мислење е што стоја веќе некое време тука и Да, и се тоа може да е. емулсијата може да се растуре. Тоа е И тоа е вистина. Да. мислам дека е Затоа секојаш треба да остиш простор да на крај прислузење. Да. И малку е знаете едно од најдобрите маслени луѓе на светот дека. Така да требаше да го искористи тоа. И многу влечено нема. Јас Не смета толку, добар си го погодил 75% она. Али олио за мене може и малку да има повеќе лук. Искрено, да биде поинфузирано маслото со лук. Имаше и време и не праша и генерално многу коректно фала ти. На крај Александар Што не е направи? лошо. Не, далеко од лошо, далеко од лошо. Добар ден. Класична карбонара, исто Најтешкиот рецепт. да, исто стилов. Најтешкиот рецепт. Исто Ја стилов. покри малце, не може да има колку е кремаста, ше веќе покри, пекорино не Сега знам. не е со гвачале, е со сланина, Многу криеш. пекорино, значи исто стирав црн бибер, Тањерот е исто многу учев. нечист, не знам дали се гледа на камера, не знам дали може камерата го очи тоа. Тестото го правив со жолчка од јајце, едно јајце. Мислам дека е сварена ал денте. Кремот може би во Добро, сервисето- посед пола сат јас Да, и разбирам во дека може и не. самата паста да упие многу. И во сервирањето сгрешив што ги вртев во кутлача со панцета, со Среќен пинцета. сум што не гледам омлет коагулација. Внимав на тоа, гледав да не се свари јајцето да добие онаа текстура на варено или да речеме баш јајце вкус да има, него да биде крем. Сега веќе е оладено, мислам, После ова се што пробавме, ова е вкус. Онака, бум. Али перфектна карбонара да се изеде ладна е многу тешко. тоа сега Ова- да кажам веќе е оладено и можеби веќе е сменето све, кога би била потопла би била сигурно подобро. По мене ова е добро. Да. Оно што е добро е што мало севењето се става за да бъде кремоста, структура е премногу силна. Пекориното е премногу силно јао. Не то чувствувам пекорина, пустова. Инаку, фоглед дека е остојано више 20 минути. Не ставив 20 грама, ставив во 3 жолчки. Она што го разговаравме, значи 3 жолчки брат, 20 грама сам. Го мерев точно да биде да не биде. Фоглед дека го правеше со сланина која не е солидна. Сега, со ова, мислам дека ти е одлично. Јас се надевам и со оглед на тоа што е стоено. Вкусно е. Сепак треба да биде топло за да. Зборуваме за техникали. Да, Вкусна е. да. Карбонарата немаме коагулација, не отишла во омлет, се внимавал, си ја извел технички одлично, не можеме да судиме според кремавоста, зашто помина време. Лоче, нешто да додадеш? Оладени се сите, како и да е. Битно мислам дека има вкус, сакам да кажам, она внимава да не биде ни пресолено, ама да не биде и да не. Адреналинот е на високо ниво. Значи и самото време е жешко и е жешко, во кујната е уште пожешко. Меѓутоа кога се сака нешто со љубов, кога се работи, покажува и успех дека има накрај. Во оваа фаза секој најмал кикс може да чини многу, така да мислам дека е концентрација на ниво, кажа шефот, да се внимава на критериумите што се зададени и мислам дека вродува со плод. Тестенината е добра, доколку и како ладна уживате во неа. Така да и како ладни, ние генерално уживаме во сите пет, ќе ни биде тешка одлука, ќе победи нешто што се вика финеса. Можам само да ви честитам. Аплауз да навлаче. Браво. И уште влаче не сака нешто да каже за крај или да
Па еве сега преговарам у Наполи, да видиме кој да иде. Да им соопштиме, вас да им соопштиме. Се осеќам малце како Ѓорѓи Колосов, Анчо Петрушевски и Гоце Тодоровски. Кој ќе биде Ѓалванус? Ѓалванус, почни. Ја прво ќе оповикам Лука и Сара. Малце уднавте работата, немој да се љутите, идете у елиминација. Знаете и сами што уднавте. Во негов стил, нешто да додаеме, Васо? Тешко е кога се експериментира, посебно на телевизија. Да мора да се сигурно дека ова што го правиш како треба. Добро. Мислам дека уште од старт ја немам сватено што се вреднува во шоуто. Дали техника, дали не знам, едноставност. Мислам дека повредно е ако се искористи некоја техника, нешто, наместо, например, сосот стакло, но се вреднуваат различни работи, очигледно. Значи, ги, поените што викат. Прво, Лука, технички, вкусно, сервирање многу слабо, креативност, презентација слаба. Слаба. Можеше многу по-креативно, така. Ти може би така си ја замислил, меѓутоа, сепак аудиториумот не го виде тоа као креативно. Не го виде ни као доволно, многу малку паста, плюс тоа многу малку бодови имате за чистотата. Молам, внимавајте, многу е битна, планирајте. Еве, денеска е епизода која што прати во елиминација двајца, од кој што реално повлече бодови тоа што имавте несредени станици, тоа што работевте хаотично, не бевте спремни, ве преовлада нервозата, Сара ти ги работеше прилично добро, анолините, както и да кажеме, или равиолите, се едно. Меѓутоа, на крајот, сепак, Дејан отиде во сигурна зона, направи нешто сигурно, имаше време да рачисти, имаше време смирено да представи својата паста, својата тестенина, иако може би технички тука бевте негде. Еве, јас овде гледам да имаше... Малце е разликата. Мала е разликата. Многу мала разликата. Дејан го задржа во да не оди во елиминација тоа што работеше смирено, технички, коректно, чисто и организирано. Жената Филип дали може нешто да каже? И јас после. Сметам дека, например, затоа што кај мене и кај Лука на станицата стоја машините за вртење на теста, дека тоа беше исто така малку недостатно. Тоа се кажуваше во тек на епизодата. Кај Во тек на мене готвењето. тројца проблеми. Јас си помага до крај, до последни минути. И затоа мислам за чистотата дека не е ферски кажам. Ама тоа е моја мислење. Добро. Ќе го И мислам сослушаме дека мислењето. Ако тоа разликата од Ако се бодовите, сложат колегите, еве, ви оставаме вие да направите еден совет. Ако се сложат колегите, ќе добиете сите еднакво за чистотата, меѓутоа прво треба вие да се сложите, ви даваме 2 минути. Ете така. За што? За чистотата да се сложи? Дали зависеше чистотата на станиците толку од тоа што машините стоја кај нив на станиците? Еве ви 2 минути. И договорете се. Ако сите сте едногласни од тоа и ние ќе бидеме и ќе го испочитуваме тоа. Кај мене другите. 2 минути пусти го че не ти иде. На крај ги добрете кај мене. сега на вас оставам, тоа е моја мислење. Добро, што се правевме на нивните, евентуално да им додадете, меѓутоа јас тоа моите остатоци си ги собрах како и да е, меѓутоа еве може да биде. Не, секако дека поише брашно се расфрлаше, секако дека повеќе До крај имаше зелена. реално, сега сакаме да кажеме. Да. Едногласни Односно, сте? хигиена може да се Едногласни идеме сте? исто што Да, бе, едногласно за чистотата. Тимски и фери коректно да Да. биде. Еве, Да. Добро. За хигиена. Овде ако го дадеме, значи 8. Поред тогаш Сара се враќа, Ана. Тоа тебе те елиминира. Што? Тоа што додавме кај Сара уште 210 нема да промени ни тоа. Ни чистотата нема да промени, значи
повторно се Сара и Лука. Денес сум многу задоволна од тоа како поминав. Искрено, стварно, тоа јадење ми беше веќе некое време на мисла да го направам. Посебно со тој соси со себе потсеќа на некои многу мили моменти во животот. И заради тоа сум многу среќна целата моја изведба од почетокот до како го направив тестото, до обично дома тестото да го прави татко ми, накој голем поздрав до него и да го послушав, ставив млеко во брашното. Да, и многу сум задоволна општо од секако излезе. Си имав замислено во главата уште претходно како сакам да го сервирам, така што го дадов својот максимум и уопште не ми е криво што одам во елиминација. Сепак финално е дека одите во А елиминација. тоа кај сите ли е додадено на сите скор листови? Ако додадам и кај Ана, Јана ве надминува на тоа. Не, сакам да кажам на листовите на сите судии. Не, тоа е вкуп. Тоа е вкупно. Од сите На суди, вкупното? да, Се додал. така. Нешто не ни веруваш? Не, нема веза. Имаше најслаба порција по сите стандарди. Еве ти ги скинеме листови. Не, окей, добро. Еве ги, не важат листовите. Добро. Најслаба порција по сите стандарди. Докажи ми дека имаше најдобра порција. Тоа е Пошто баш си вкус. подобар од не, ти лично. Што си подобар од порцијата на Ана? Мислам дека по вкус сум подобар. По вкус си подобар. Да. Тоа што има в сос. Не е точно. Добро, Кисело тоа е. алиолио, немаше доволно лук, премала порција, спанаќ, паста. Спанаќ, паста зборуваме. Деликатна по сите позиции, 3 пати повеќе од обично алиолио. Океј? Скрши го во себе си тоа его и погледни се себе си реално, океј? Скрши го на време, доека не ти го скрши светот. Еден совет, океј? Најслаба порција од сите може да види цела јавност. Послужено метално, не е ни бакар тоа е лажен бакар, тоа е метално. Значи, дали би сакал ти да јадеш паста у ладен метал, што гребе вилушка, што гребе тоа што гребе тие наслаги на боја и така натаму. Дали мислиш дека е тоа технички исправно, да или не? За кој како? А за кој? Ај кажи ми за кој, само за тебе. Добро. Така? Еве, кажи ми, у што беше подобар од Александар? Така, у што беше подобар од Александар? Ја не викам како сум подобар од Александар. Што беше подобар од Дејан? Ви кажав. 40 грама паста ми послужуваш, рековме, 100 грама паста. Каде ти отиде половина од пастата? Биди искрен, каде отиде половина од пастата? Ова Каде отиде половина од пастата? забра го на крај. Во ѓубре? Да или не? Во ѓубре ли отиде? Зошто? Ти не ја искористи? Што рековме? По што ќе бидете оценувани? По минимум отпад. Дали ти фрли половина паста во отпад? Да или не? Да. Дали заслужуваш да одиш во елиминација? Заслужувам. Ти благодарам. Како и увек, елиминации нешто страшно според мене. И така. Искрено, после денес, мислам дека пак можем да победам без проблем. Само да вербата никој не е скрешен. Но вредностите, тоа што треба да правам, ми е појасно и појасно. Се надам во елиминација ќе покажам најдоброто од себе. No comment. Сара, дали сметаш дека си обесправена на било каков начин? Не, устав многу ми Многу ти ја поздравувам желбата да направиш нешто ново, како што речи Васо, да направиш нешто поинако од останатите. Многу ни се допадна тоа што пливаше во непознати води. Многу ни се допадна, меѓутоа вкусот на крај одреди. Ти благодарам. Аплауси за вас двајца. Александар, оставам Васо да те искоментира. Се дрзна да направиш рецепта која е страшно тешко да се направи. Која пробавме, ја немаше тежината како кога ја правеше. Меѓутоа те гледав како ја правиш и знаем дека ќе бидеме еднакви. Затоа што ја правеше правилно, by the book како треба.
ја направи добро. Карбонара не се јаде после 20 минути од сервирање, карбонара се јаде оди. Ама бидејќи те видовме како не правиш, можеме да шириме дека беше најлепи во оваа клупа, така да Која чест, многу вкусна карбонара. Карбонара, значи тоа е една од најтешките типови на паста, заради тоа што се става јајце свежа, жолчко од јајце, кое што може да се превари во сосот и така. Рекоа дека испана добро, иако ја пробува после 20 минути оладена од која беше спремна. Инаку треба да се јаде веднаш после спремањето. Голем комплимент за мене, иако прв пат правам, искочи добро, да. Ладно да се видиме. Дејан, Молиме Дејан да се појави на сцената. Дејан, Заедно со Ана, нормално. да. Те однесе у златна средина нешто многу анемично без карактер. Меѓутоа повторно беше, да кажеме, технички во ред. Добро алденте паста, дебелината ти дозволи да направиш алденте. Внимај на вкусовите, пробувај пред да ни сервираш било што. Ана и Александар, речи си делите. Прво место. Реално се провлече. Реално се провлече во оваа епизода како златна средина. Меѓутоа ете, работеше смирено, многу внимание на крај при сервирање. Па фокусот го одредив на самата паста. Види се, пистото како писто, може би требаше малце повеќе. Знаеш како, Со веќе маслото влегуваме или во епизоди кај што ќе морате да одбирате сериозни вкусови, онака, знаеш, како да ја кажам, зрели вкусови. Не може пасата само послужена така со малку сланина и, знаеш, фалеше некој карактер, фалеше некој Успеете печат. више да играте во сигурна зона. Да. Морате да Излезете од сигурната зона, ќе ви донесе многу поени. Може и да ве однесе и во елиминација, ништо страшно. Во тоа се за тоа се работи во оваа емисија. Значи, повторно за тоа се работи. Ја поздравуваме храброста, меѓутоа на крајот мораме да бидеме коректни кон тие што ги извеле технички вкусовите на најдобар начин. Така да спремете се за секоја нова епизода, имајте подготовка, користете книги, користете интернет, све што ви е на располагање, можете да претпоставувате што ќе следи. Се чувствувам задоволен. Добро поминавме, на крај малце беше напнато, ама не одам во анимации. Се надевам ќе идеме натака само на подобро. Па мислам дека, пак ќе речем, околу сосот. Фокусот беше уствари на пастата, на тестото, меѓутоа сосот валја ме издигна да стигнам до тоа кој што стигнав денес. Ја? Повели? Види, искрено кажано, пастата со спанет на почеток бевме скептици сите. Јас бев најголемиот, не знам за вас и за Лаче, али кога пробав, меѓутоа кога пробав, реков, ова е супер. Пази, многу готвачи нема да се справат добро. Многу луѓе клизнале на оваа. Клизнале на таа паста, премногу вода, премногу Никош што сум се ја справи. направил. Стварно браво. Значи, фалеше вкус, значи Малце соса. генерално освен пастата на Александар, сите генерално на вкус бевте слаби. Меѓутоа, тебе те наградивме техника, сервирање на време, внимавај следен пат, те опоменав, значи, за тоа што оди за конзумација, се допира со ракавици. Што да додаеме? Секоја чест. Многу сум среќна што нема да дам елиминација овој пат. Домашна тестенина дома немам правена. Прв пат сега направи домашна тестенина и плюс експериментално со спанеки. Јас дома месам тесто, најчесто тифлите кога ги правам зелени. За гледачите, сакам да кажам, поминавме ние с еден тежок предизвик како судии. Навистина не беше лесна одлуката, на крај на денот можеби победи, да кажеме, нешто што се нарекува спремност, смиреност, фокус во оваа епизода.
Не беше толку дека имавме класиката во однос на иновацијата надпревар или конфликт, него имавме фокусираност, организираност и на крајот на денот тоа победи. Победи, со многу мала разлика, меѓутоа тоа е. Многу мала разлика, видовте дека за еден час се прават чуда. За еден час нашите 5 учесника ни подготвија 5 различни извонредни пасти. Гответе, ќе ве поздравиме, јас Васо Влаче, директно од кулинарското училиште, уживавме, дегустиравме и мислам дека добро се спари со виното. Влада, се сложиш, поздрав и секој е добро.